Ова јас сум Лена, сертифициран учител по фейс йога. Денеска ќе ве водам на сесија за фейс йога, посветена на очната регија. Кружните мускули околу очите и кружниот мускул околу устата се главните одговорни мускули во нашето лице за тонусот на остатокот од мускулатурата, затоа е битно нив да им се посветиме, да влијаеме на нивно зацврстување. Со вежбиве денеска што ќе ги направиме, ќе го свежиме изгледот, погледот ќе се разбистри и секако ќе помогнеме да ја зацврстиме очната регија. Потребно ни е Fit Face серум. Нанесуваме неколку капки во дланките. И така одвојуваме од кожата, значи немаме директен контакт, малце блендираме и утапкуваме низ целото лице и секако во околу очната регија, значи со недоминантен прст го растапкуваме сирумот и брзо отбива. И секако со движењата што ќе ги направиме, ќе поттикнеме побрза циркулација и на дренажа, значи продуктот многу убаво и подлабоко ќе упие. А со поттикнување на ликната дренажа, па ако случајно имате подочници, тие брзо ќе почнат да исчезнуваат. Подготвени сме сега да започнеме. Сите јагодици од сите прсти ги поставуваме во пределот на гребната коска. Тука почнуваме со тапкање, стимулација на гребната коска, подигање на имунитетот, движиме надклучната коска, малце стимулација на дренажа, движиме нагоре низ вратот и лицето, низ целото лице ќе растапкаме во неопределен правец, значи тапкаме низ целото лице. И сега тука е пожелно да се задржуваме на места кај што има згручување или стврднувања, спазми, тензични мускули. Ако случајно тоа го почувствувате, притисокот таму повеќе насочете го. Дури лицето да си е релаксирано, да си е се во ред со него, значи на овој начин ја поттикнуваме циркулацијата за подобра исхрана, ликната дренажа и секако ќе се покрие енергијата. Значи непречениот проток на енергија, крв и лимфа многу е важно за да биде лицето витално. Но добро, ќе сега продолжуваме со тапкањата лево-десно или со еден прст или со сите прсти. Малце под самите очи. Пробуваме. Показалците ќе ги поставиме во внатрешни пагли на очите, ќе ги затвориме очите, го чувствуваме најпрво ова место, го зголемуваме постепено притисокот и почнуваме микроциркулаторни движења, значи прво во правец на движење на стрелките на часовникот, 20 до 30 секунди. Оваа техника ќе забележите дека делува многу смирувачки. Добре да правите пред спиење, секогаш кога ви е уморно окото. Приложувам по другата насока. И тоа дишаме постојано, свесно, длабоко и бавно преку нос. Нежно го слободуваме притисокот. Сега правиме штипалка со помош на палецот и показалецот. Штипнуваме, малце ги раздвојуваме вегите една од друга. Притисокот го поместуваме, еднаш минута на другата наизменично, односно паралелно. Притисокот го поместуваме на средина на вегата. Сега тука малце повеќе ќе се задржиме и ќе ги затвориме капаците. Чувствуваме треперење. Нежно ослободуваме, отвораме капаци, наместуваме и штипнуваме еднаш. Целосно ослободуваме позицијата. И сега доаѓаме во пределот под самите очи, кај што кожата е малце поделекатна, треба малце по контролирано, опрезно да штипкаме, значи по
Зафаќаме мала површина и према горе. Лечено, значи нежно, контролирано. Техникава за штипкање на кожата ни помага за одржување на интензивната цврст. Добро. Сега средните практики ги поставиме во внатрешни тагли, показалците на крајовите, погледот ќе го смириме према горе и нижиме со активација на долен пат. Враќаме на средина и продолжуваме. Ослободување. Истите прсти ќе ни послужат да ја поместиме позицијата погоре. Значи, притискаме во почетокот на вегата, ги раздвојуваме едно од друге. Тога показалците се на крајевите, значи за да ги оттегнат вегите. И сега ги затвараме капаците и полека ги отвараме. Повторно затвараме, држиме цврсто капаци. Отвараме. Повторно. Отвараме. Полека отвараме. Уште два пати. Држиме цврсто затворени капаци и нежно отвараме и уште еднаш. Цврсто држиме. Полека на позицијата. Сега показалецот е средниот прст. Повторно се во функција, за да ги измазиме вегите, да ги раздалечиме една од друга. Челото е мирно, просторот помеѓу вегите мазен и широк. Погледот го смеруваме према напред. Затвараме широко очите и започнуваме да трепкаме. И ослободуваме позицијата. Истите прсти ќе ни послужат да ги поставиме покрај ноштот, че во линија на ноздрите, над назоладијалната линија, тука правиме притисок натред и према надвор, и издолжуваме устата, значи горната и долната вили се одвоени, правиме на толку цврсто О, погледот го смеруваме према горе и го активираме горниот капак, значи трепкаме само со горниот капак. Само може да го правиме во време трајање од 10 секунди, па да повториме. Се надевам беше кратко и корисно и ви се допадна. Ако да, следете ме и закажете си фејс јога сесија за да знаете повеќе за фејс јога. Книгата секој ден е многу важна во домашни услови, а оваа практика може да стане дел од вашето секојдневие. Се гледаме во друга прилика. Чао!